Милена ме прашува дали секој пат е хаосот во кујна вака, велам секој пат со оглед на тоа дека многу малку време ни останува, нели, реклама, джингл па да се подготвиме, меѓутоа додека Виктор свиреше акустично, практично Милена се подготви само да ви го презентираме во еднов оброк на денот, она што таа го спреми е бела салата, ама што убаво те пречекавме со музика. Да, убава енергијата некој пат во утринска вака некако весело. А и утрото, секогаш по утрото денот се познава, појадокот секако е најважниот оброк во денот, така што драго ми е баш што сме наутро. Знаеш, мора да признам дека заеднички одлучивме во едно наше телевизиско гостување минатата сезона, бидејќи знаеш да си готвиш и сакаш да бидеш дел од кујната. Ми изрази желба и затоа велам ќе ги спојам 25 години книжарница 3, нели она баш некоја роденденско славење на нештото и плюс со храна, мислам дека супер ќе се испратиме. Добро ми дојде. Секако, фала многу. Поинаква атмосферата овде, нели? Да. Треба да збориме, да готвиме и да најавиме дека овие денови кои што следат има доста активности кои што може да ги најдеме со книжарница 3. Особено и ние драго ете така некој јубилеј што славиме, четврт век, сепак 25 години нам многу ни значат. И во сабота да не забораваме подоцна да ја најавиме дека имаме дружба од 13 часот, ќе имаме и музика, ќе најавиме наскоро кој бенд ќе биде, сега за сега тоа нека биде изненадување. Локацијски каде ќе биде, драга? Пред книжарницата во ГТЦ, Во Градски бидејќи трговски. тоа е првата наша отворена книжарница и која што така ја нарече Петре Мандрејски, ја освети на некој начин, бидејќи и тој самиот ги нарече книжарниците како еден храм, како едно светилиште. Тука сме, еве сме. 26 октомври, Градски трговски центар, музика, анимација и забава токму во книжарница 3. Во книжарница, да. А и мислам и дека ќе ги самата атмосфера ги понесува сите читатели кои што ќе присуствуваат, ќе има и писатели исто така. Мислам поканата е отворена и бидејќи ова не е роден ден само на 3, туку е и роден ден и на читателите и затоа ќе следуваат и подароци. Ќе има подарок книга за читателите, така што ги поканувам и да го искористат и попустот. По повод 25 години имаме 25% попуст. И да не заборам дека до 3 ноември, така? Да, попустот трае до 3 ноември, секако и славењето и сета таа атмосфера се надевам ќе се пролонгира тоа затоа што еден голем повод е за нас. Фантастично. Сакав да прашам, од септември, секој пат за медиумот значи септември е нова сезона, некои мали нови правила или некои мали содржини кои што ќе му дадат некаква нова одлика на етерот. Меѓутоа, како е тоа нова сезона, можеби како изгледа, некоја нова инфраструктура се подготвува некој пат, да речеме, сезонски за книжарниците или за генерално книжарниците кај нас? Да, секако кај нас обично саемот е тоа огромно доживување, но еве може да кажеме дека тоа беше саемот во Франкфурт, иако ние не присуствувавме, Бојан беше таму саздав и Љубомир, заедно со Македонската асоциација на издавачи и од таму ете тоа ни беше еден како предизвик на сите, нели да ги представиме нашите автори и кажаа дека одлично прошле таму, па се надеваме на некоја идна соработка бидејќи она што ќе се договори во Франкфурт, нели подоцна се трансформира во превод на нашите домашни македонски автори на некој странски јазик, да. Така што ете тоа ни беше како по хайлайт на месецот, но секако тука се новите книги и припремањето за зима, бидејќи во зимата секогаш се покачува бројот на читатели. Именно. Има некое тоа зимско прибежиште кое што ни прави малку да се споиме со себе, интроспективно, домот, семејството и тоа претпоставувам дека секако не е синоним за кебе, некој топло чајче и добра книга и добро четиво. Денеска правиме бела салата. Пред да одиме кој е добар рецепт за роман, сакав да прашам што ни е потребно од состојки за оние кои што не гледаат во денешниот оброк на денот со Милена Силјановска. Значи павлака, мајонез, краставица, бидејќи повеќе како го дава тој шмек нели на таратур, сирење, јас обично користам пилешка шунка, бидејќи само пилешко консумираш, а морковчињата и оревите се повеќе како за декорација, иако оревите е добро и внатре да се криспи момент давате, и јаткастите секој пат се. Размислував што може да биде нешто едноставно и еве како поосвежително ми е, например, мене, затоа што руската ми е мене многу тешка и не можам да ја конзумирам, ама ова е баш така секојдневно како додаток за ручек, да речем. Супер, а многу полесно бидејќи имаме и свежи моркови, имаме и краставица, имаме макдоналдс, па му дава една посвежа нота на изборот денеска. Еве ви го да си го запишете, чисто да знаете колку ви се потребни во грамажа состојките.
неколку пати сигурно ќе се преповтори. Јас и ти може да се подготвиме и меѓу другото да. да те прашам сериозно колку готвиш по дома. Па различно е, секогаш зависи од самиот ден, бидејќи некогаш сме поуморни. Меѓутоа избегнувам брза храна, повеќе јадеме домашно. Браво. Знаеш да сготвиш од оние конкретни традиционални јадења? Па повеќе манџички да, ама од типот на, иако сите мразат боранијата, јас многу сакам боранија. Од мешункатите морам да ја извојам јас, грашокот ми е така еден од помилите, меѓутоа да, добро е што е застапено во нашата кујна. Да, и мислам дека и сега јас верувам нели и од книжевен аспект во тоа колективно минато и слично, и мислам дека и храната има голем удел во тоа. Именно, мислам дека нели холистичкиот пристап секој пат велиме дека е многу битен во животот, а во тоа баш припаѓа и категорија храна. И велат што помалку процесирана, преработена, толку подобро и за телото. Така што верувам дека особено што мислам и територијално ние имаме можност за сето тоа. Се сложувам потполно, Инаку, генерално, потекнаш од семејство кое што е гастрономско и сака храна? Па, прилично да, меѓутоа не премногу. Мислам и јас, например, не сум тип што многу сака да експериментира со храна. Иако најдрага вака од странските кујни ми е секако италијанската и се прашувам дали тој ќе го надминам, мислам дека таа ми е италијанската кујна, ни е најблиску ни е некако. Да, можеби со зачините, продуктите апсолутно се сложувам. Апсолутно се сложувам. Кога веќе ја правиме нели оваа бела салата со милина, нема да нели изоставам да прашам за кој е добриот рецепт за добар роман? За добар роман? Па, иако, ете и тоа е прилика да можеме да го најавиме, Венко Андоновски ќе има работилница за креативно пишување на 4 ноември во Public Room, во јавна соба. Супер. Како дел од трибината што претходно нели ги организиравме, тој веќе имаше едно предавање, но тоа му беше наменето повеќе и за не само за книжевници, туку и за маркетери, новинари и слично. И овој пат е исто така. Меѓутоа, повеќе ќе се задржи баш на тоа структура на добар роман, како да се стигне нели до таа совршена форма која што ние ја читаме во неговите романи. Иако тој не го представува тоа така, но ние сме свесни дека неговите романи се навистина од еден, мислам, стануваат класика и со текот на времето, мислам дека допрва, така што тоа ќе биде интересно за следење, а што се однесува до мене, мислам дека за добар роман е потребно пред се инспирација. Мислам, јас сум малку растргната помеѓу тоа платонско и аристотелско, бидејќи формата е важна и техниката е важна, меѓутоа исто така е доста важна и инспирацијата, да се пишува, да се фаќаат белешки во моментот кога ќе се дојде до некоја идеја. Секако добра нарација, многу читање. Сега неодамна го читав Виктор Иго и тоа е вистински се сеќаваш на Козета? Да. Мислам дека една од првите работи како дете беше Виктор Иго и Козета. Да, јас сега читав Звонарот на Богородичната црква, да. И тоа е еден вистински учебник за пишување и токму таму ги согледав тие компарации кои што се навистина неверојатни. И исполнителни, да. Можам да ти помогнам, Миленче, во име на интерес на времето, јас можам да ја ставам павлаката така? Може, да. Значи ставивме краставица, пилешка салама, тоа е, нели го испишавме со колегите. Ја ставаме павлаката која што всушност ќе му даде една форма да се спои како една хомогена смеса. И тука може да го дадеме мајонезот, така? Да. Мајонезот, тоа исто така ќе му даде една фина нота. Мајонезот, бидејќи е во помала доза, може да биде и она мешање на карактерите, нели? Кога се мешаат, например, и добрите и најдобрите карактери, мора да имаат некаква жичка која што ќе ги прави малку негативни. Во случајот малце трансмасти не е лошо да ги имаме. Во овој случај. Секако. Еве ќе го додадеме и оревот. Може и ова да се додаде. Или не? Што малку мислам дека од павлак. Слободно. Значи, 4 ноември, уживање со Венко Андоновски токму во Public Room во јавна соба.
Отворен карактер, така ќе биде? Мислам, картите се наплаќаат, меѓутоа се купуваат преку книга.мк. Првото ќе биде во живо, а подоцна се онлайн. Супер. Ќе има уште 2 предавања, бидејќи иако има различни реакции, некои луѓе сакаат онлайн, некои не, меѓутоа им одговара многу на луѓето кои што не се од Скопје и не можат нели да присуствуваат. Јасно. И мислам дека и онлайн е добра варијанта за понекогаш да се Супер. да идеално и за нашиот колега Горан да се дружи со Венко, а и знам дека многумина го очекуваат неговото појавување. Така што е ви уште една прилика. И да подсетиме дека можеби следниот период да го имаме и нашиот Бојан Саздов токму на некои од нашите линковски вклучувања. Да, секако, бидејќи сепак тоа е еден од, мислам, самото име три упатува нели на тројцата сина на Винка, така што би било добро нели и од нивна перспектива. Никош нема да заборам во централното подречје кога се случуваше 20 години, 2 децени на книжарницата, кога почитуваната Винка рече без моето свето тројство ништо не сум. Да. И знам дека нели особено за тие главните стожери на целата нели приказна. Да. Само да те прашам некаде кон крај. Што е синонимот и првото нешто што ти паѓа на памет кога ќе се спомне книжарница 3 и пред и откако влезе во оваа форма на луѓе? Да, мене ми е доста интересно заради тоа што јас првично бев од страна, бидејќи кога бев на факултет доста и ги читав нивните изданија, а подоцна и влегов од внатре, но секогаш синонимот ми е љубовта и самиот тој нели слоган што го има 3 љубов на прва страница. Баш така и го доживувам, бидејќи е навистина љубов на прва страница. И секогаш за се чувствата, љубовта и емоциите ми се од секогаш водечка сила, така што и тоа ми беше и во 3 и се уште ми е и внатрешно. Мислам, ние го доживуваме како едно големо семејство и како фамилија, не само како читатели, туку и внатрешно, мислам, како вработени, ние го чувствуваме тоа. Не се не сомневам. Еве ние го. Ете го и цвече. Ете го цвечето. Јас ти ја расторив малце, можеби, декорирањето, меѓутоа, на крајот, комбинацијата е најважна. Да. Мислам, тоа треба, кога би биле во домашни услови, нели поубаво може да се измеша. Меѓутоа се потрудивме дури и цвече да направиме и некој еве салатата, утринскиот оброк. Изгледа интересно, симпатично за некои 15 на 20 минути. Тука сме. Еве сме, Жан. Еве. Салатата, белата салата, со нашата Милена Саѓановска. Денес за прв пат направивме со неа утрински преседан од книжевниот свет да направиме нешто и добро за готвење. За добар роман. Супер. Да не заборавите, 25 години славиме на 26 октомври во Градски трговски центар, подсетуваме со музика, љубави средби и еве оно што го најавме најново е 4 ноември. Да, и секако со многу нови изданија. Се гледаме со новите изданија, тоа дополнително би сакала да си го направиме секој пат како што ни доликува едно убаво книжевно матине. Ти благодарам уште еднаш. Ви бакнуваме и тука ќе кажеме здрави поедок со утринците на Тилма и уживете. И убав ден. И убав ден, најважно.